Здраво, ова е 213-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустrirани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Drive My Car на Риосуке Хамагучи, во кој станува збор за Јусуке Кафуко, глумен од Хадетоши Нишима, реномиран театарски актер и режисер, кој по неочекуваната смрт на неговата сопруга добива понуда да режира изведба на војкување на театарски фестивал во Хирошима. За време на поставката на представата започнува да ги одгатнува и неразјаснетите енигми кои ги оставила неговата сопруга зад себе. Неговата верна придружничка е најмената шоферка на црвениот Saab 900, која заедно со него ја слуша аудиоверзијата на драмата, снимена од неговата покојна сопруга. Поставката на драмскиот текст на Чехов е предуслов за разглобување на потиснатите емоционални состојби помеѓу ликовите, кои го оживотворуваат делото, пресликувајќи ја премисата на самиот филм, во кој почината е сопругата на режисерот, кој се обидува да ја истражи незината недореченост, така што паралелите се воочливи и неминовни. Тематската одредница на верноста е проминентна не само во војкување, туку и во животот на режисерот, кој исто како и во представата е прогонет од необјаснетото минато на неговата почината сопруга. Како се крчка обработката на делото и се наближува премиерата, се интензивираат тензичните расправи помеѓу актерите и актерките, посебно помеѓу режисерот и младиот и славен ТВ актер Коши Тацуки, глумен од Масаки Окада, која дели постелата со сопругата на режисерот. Токму тој ја добива носечката улога на војкување, чија што несигурно создава подешкоти во изведбата на улогата, за која смета дека е премлад и не соодветен избор, но режисерот инсистира дека со шминка се постигнува. Оваа дискрепанца ја рефлектира грижата на совест, која што постепено се претвора во неконтролливо себеказнување и изнесување на гневот врз другите, посебно кон тие што постојано го фотографираат, не знаејќи ги тајните интенции на режисерот за него, ако воопшто ги има. Сопругата Ото ги има сближено, што му овозможува на режисерот да го открие епилогот на незините интригантни фикциони конструкции за девојката која обива во станови и мастурбира во нив со едно хорор начало во разрешницата. Иако на почетокот тешко се одлучува режисерот да ги предаде клучевите од автомобилот на платената шоферка Мисаки, иако нема значителна директна вербална комуникација, се образува една заемна врска која се интензивира кон крајот на делото. Шоферката сведочи на интимната изведба на драмата во автомобилот, на која никој не би можел да остане рамнодушен, што уште еднаш говори за моќта на уметноста. Првично има впечаток дека обезволена е актерската изведба на овие ликови, всушност калкулирана и одмерена е не само режисерската заложба, туку и дистанцираната поставеност на затворениот Јусуке и надвор од даските што живо значат, доека не дојде до селцето покриено под снежна прикрив. Тегобата предизвикана од починатата ќерка од пневмонија ги фрла и двајцата во летаргични стадиуми, стануваат индигнирани и од себе си и од светот, одбивајќи да го чинат тоа што ги прави среќни, да глумат. Иманентното незадоволство кај Ото создава душевна празнина, која не знам дали ќе може да ја пополни со вонбрачните сексуални активности, но сексуалните приказки го одржувале во животнивниот брак. Времето ја има моќта да ги претвори раните во лузни. Филмот е амалгам на повеќе вињети за потеклото и животите на ликовите, не само на приказната на Јусуке и сопругата, туку и тие на помошникот, шоферката, па дури и на љубовникот. Јусуке нема да дозволи представата да пропадне, затоа што војкување завршува зад решетки, па во епилогот смогнува сила да ја надмине траумата, да се трансформира од режисер во актер и да се соочи со своите стравови, што е прилично катарзичен чинител во делото по исповедот во родното село на шоферката. Впрочем, сите што се инволвирани во представата се свесни дека Јусуке е роден за таа улога, гледачот е свесен за неговата спретност со владењето на диалозите во автомобилот, па затоа на некој начин не е неизвестна оваа одлука. Се чека само Јусуке да си ја прифати предодредената одговорност. Не е војкување единствената представа која се изведува во филмот, затоа што првата театарска представа со која се продира во театрологијата е изведбата на Чекајќи го Годо на абсурдистот Семјуел Бекет.
Заедничка особеност на представите кои се изведуваат е Брехтовиот метод на кохабитирање на различни јазици кои ги говорат ликовите во пиесата, која е толку диверзитетна и разнообразна што еден од ликовите е нем и употребува знаковен јазик за да ја изглуми улогата во мелтинг под драмата. Сепак, метарежисерот има зацртано јасно темпо за одвивање на представата, кое нужно е да го владеат и следат актерите. Нарацијата на аудиодрамата, која му ја дава сопругата на режисерот, се преозначува како магична кутија, која за секојаш ќе го еманира незиниот глас, што уште една сведочи дека уметноста ќе го надживее човекот, се додека остане делото зачувано. Во случајот на овој филм, гласот на сопругата е водилка, која му помага на апатичниот режисер да ја спознае подобро неверната животна сопатничка, оставајќи го впечатокот дека иако не е физички присутна во автомобилот, го исполнува невидливиот простор наоколу. Колку и да се впечатливи аудиционите кадри во филмот, синоним за азиските аудиции ќе ми биде сцената од Audition, кај што Такаши Мике докажа дека умее да се справи со екстремите на еден лик. Со сигурност можеме да заклучиме дека во филмската поетика на Хамагучи има постојачки фетиш за снимање на сцени во ентериери на автомобили, и во својата реторика не го изоставува дебатирањето за актерската професија, посебно кога Чеховиот текст го предизвикува актерот да се погледне во огледало. Наличе, кое ги храни неговите дела со автентичност и специфики, со кои се прави дистинкција помеѓу него и останатите азиски автори. Во минатата година посветив епизода на видеологија за неговиот филм Wheel of Fortune and Fantasy, кој имаше свој засебен поход на филмските фестивали, но Хамагучи за потребите на Drive My Car соработува со сосема поразлична техничка екипа. Во таа епизода ви говорев за доктрината на неговите претходни исклучителни филмови, а најавен е неговиот нов проект кој ќе гласи Our Apprenticeship. Неговите долгочасовни диалошки преписки имаат способност да го телепортираат гледачот во друга, магична димензија, кој, иако знае дека гледа филм, способен е да заборави на реалноста и непречено да биде вовлечен во читањето на бескрајниот превод на филмот. Има една префината сексуална нишка која се крие во неговите дела, бисерот во секоја филмска школка, која ја откриваме уште од првата сцена во Drive My Car, меѓутоа никогаш експлицитно не се објективизира сексуалната сласт, напротив, секогаш е вербализирана во замисли за хипотетички ситуации кај што се соединуваат две интими и на гледачот му се дозволува да присуствува на расцветувањето на имагинацијата на ликовите. Еротската димензија се преточува во зборовен афродизијак во неговата творба, пред да премине во телесно задоволство во кое се сомневам дека ужива речиси отсутниот и резигниран Јусуке. Хидетоши Шино Миуа е снимателот на делото, снимено со фиксирана камера, освен сцените во кои се прати автомобилот, а интериерите се снимени во двоплан исполнени со диалози. Трагите од травматичното минато на Хирошима се неизбришливи, но на прекрасен начин се визуализирани кадрите во фабриката за рециклирање. Екстериерите се очајно потребни за да се излезе од замките на нестимулативните, речиси стерилни интериери, па затоа ќе биде прошетан гледачот и низ урбаната јапонска средина и руралните предели, кај што може визуелно да се дегустира таписеријата од природни убавини. Тричасовниот филм го монтира Азуса Јамазаки, а најавната шпица е поместена на 40-та минута, 2 години по смртта на супругата, откако ќе заврши еден средовечерен филм, пролог на режисерот за неверната сопруга, предложка која се двои од останатото дело, пред да започне двочасовниот филм, што е зачудувачко структурално решение, но некако мора да се концепира и обликува пролонгираниот пролог и да се даде ритам на предолгиот филм, кој секако дека нема легитимно оправдување за времетраењето, но од друга страна пак треба гледачот да се запознае со сопругата, незиниот лик да резонира и одзвонува во полоцнежното течение на филмот, пред да започне да се запрашува која навистина била. Како и самата представа и филмот има потреба од спорадичен ритам со значителна одишка. Од 40 страници да се извади 3-часовен филм без да се подигне рачната кочница и се задржи вниманието на гледачот е успех сам по себе. Музиката ја компонира Еико Ишибаши, која за прв пат зазема централно место за време на најавната шпица со елегичен смут джез афинитет,
а во голем дел од творбата Хамагучи се служи со тегомната тишина, која го исполнува невидливиот простор помеѓу ликовите, но композициите на Еико провејуваат во транзиционите секвенци, кои кон крајот морфираат во амбиентални осцилации. Диегетска класична музика може да се наслушне од плоча. Во дадена инстанца би сакал да ја слушам композицијата на Битлси која го носи насловот на филмот во него, барем во барот кај што си ги наводнуваат душите во алкохол ликовите, но за жал тука тоа нема да се случи. Тоа нема да ме спречи да си ја подпевнувам додека трае филмот. За тој подвиг не морам да им платам процент на Битлси. Најголемиот непријател на филмовите на режисерот е нивното екстензивно времетраење, како и испишувањето на роман во дијалошка форма за времетраењето на филмот, така што тоа што се кажува во голема мера го краде вниманието на гледачот, отколку тоа што се покажува. Најблиската асоциација на овој филм ќе ја најдете во епизодата на видеологија посветена за Burning, конкретно во доменот на мистериозното исчезнување на ликовите. Филмот, кој се базира на истоимениот расказ на Харуки Мураками од збирката Раскази мажи без жени, кој од 40 страници беше адаптиран во 3-часовен филм, ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, станувајќи првиот јапонски филм кој ја добива палмата за најдобро сценарио, закитувајќи се со наградата Фипресци и со награда од екуменското жири, а потоа играше на Карлови Вари, Торонто, Нью Йорк, Бусан, BFI, Чикаго, Виена, Солун, Љубљана, Талин, Black Knights, AFI, Рио, Ротердам и Гетеборг, пред јавност и The Match Factory да го дистрибуираат на репертуарите во киносалите, кој не само што стана јапонски представник за интернационален Оскар, туку и се доближи до декемвриската кратка листа во конкуренција за номинација. Се здоби и со 1 златен глобус и Готам награда за интернационален филм, со 3 номинации за BAFTA и 1 за Independent Spirit. Се разбира дека овој филм го тестира трпението на гледачот со прикажување на собственото преиспитување кој го врши Јусуке, кој мора да се соочи со неговите потиснати стравови за да може да дојде до ослободување од јадежот, но трпеливите и проникливи гледачи кои умеат да ја воспостават паралелата помеѓу Војкување и Drive My Car ги наградува за нивната лојалност. 3-часовно патешествие помеѓу животните постојки на премолчените емоционални превирања и стимули од губитоците. Ставете го појасот и возењето може да почне. Ако морам да го евалуирам, тогаш Drive My Car од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 213-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте во видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!